Дали, следите фотографии, слики од семејства и луѓе на социјалните медиуми. Ме интересира, дали се согласувате, што мислите за фактот, дали сите изгледаат среќно колку што се и на сликите во реалниот живот? Воопшто, тоа е еден друг виртуелен свет кој што многу често со реалниот свет нема допирани точки и жално е што вашата млада генерација тоа толку многу ја оптеретува. Интересно психолошко прашање. Така. Убаво е да разговараме на вакви теми. Ми се допаѓаат вакви теми. Факт е дека не е така како што изгледа се на Facebook. Не е се така како што сите се прикажуваат. Така да се согласувам со тоа дека не се сите луѓе баш среќни како што прикажуваат на социјалните мрежи. А не сите, сигурно има некои што се среќни во реалниот живот. Ама има многу што не се. Ета, нели глумат. Глумат по слики или како? Па глумат во смисла, предпоставувам сега, дека права слики, дека се ностоп среќни. Знаете, таков е нашиот менталитет. Сигурно не. Зошто? Па мислам дека сака да се прикажат пострекни него што вистински се. Познавате такви луѓе? Да. Па интересно. Некогаш се и на Facebook срекња има некој. Дали мислите дека тие слики на Facebook се реални, нели? Не, Зошто? не се секогаш. Па зависи од расположението. Може би ги пуштаат кога се порасположени. Да прашате некои што ги користат, веројатно така се информираат, така се насочуваат, не знам, веруваат веројатно. Дали сте слушнале повеќето од луѓето велат дека супер им е животот, нели им згледа според сликите на социјални медиуми, а кога ги видите во живо не се така. Ја ќе ви кажам, пошто не користам животот, ако си го направи човек, Facebook не го прави животот и мислам дека е во многу случаи, како на хартијата што трпи се и сликата, што ќе обесите, тоа ќе видат луѓето и веројатно и вие ќе си поверувате дека е тоа така. Претпоставам дека така се живее, малце виртуелно. Така. Хвала ви многу бав ден. Чао. Па добро, секој сака да се постира и да изгледа најубаво што може да изгледа, веројатно заради тоа. Са дали се срекни, не знам. Колку се на вистина, да речеме, според вас? Па може би не се целосно искрени, али штом постираат, веројатно се и срекни, не знам. Дали сте имале момент вие кога сте се споредувале со животите на другите? Како јас да се споредувам со Ете го има еден момент, нели, кога гледаме, ето, вие отишле во Бахамас или Малдиви. Па добро, јас на социјалните медиуми не сум многу активен, следам луѓе кои што ги познавам на вистина, не следам луѓе што не ги познавам и тие што постираат, знам дека биле, Бахамас или Малдиви и знам дека си поминале убаво и Се радувате? па да, зошто да не се радувам на среќата на другите, во секој случај да. Така, што мислите, дали овие новите генерации се споредуваат со животите на другите, нели некои може да постираат дека се негде? Да, углавном и тоа е жално и мој совет е да се постапува однака. Скоро бе во Јапонија и некако имав некои лични контакти таму и таму децата ги учат уште од мали на емпатија, дружење, заедништво, а не на компетенција. Таа компетитивната, мислам, тој компетитивниот елемент негативно влијае во оваа смисла што не се доволно зрели и мислам дека многу се споредуваат помеѓу себе и тоа толку многу ги оптеретува за жал. Сметам дека сите некогаш можеби сме се пронашле во таква ситуација, каде што можеби гледаме некој друг каде е на одмор, каде е на некое патување, каде можеби постигнал нешто во животот и секогаш сме се пронашле во нешто такво, ама мислам дека најважно е да се фокусираме на сопствената благосостојба, така да се научиме да не се фокусираме на туѓите животи, туку на своето. Па да, несвесно го правиме тоа нонстоп. Така. Меѓутоа не го правам често. А што мислите за моментот, новиве генерации, сега и постарите, нели, постираат слики со многу филтери, па во реалност, нели, повеќето не изгледаат така. Или изгледаат, што мислите вие? Па ако тоа ги прави срекни, нека тераат. А вашето мислење? Филтрите го уништуваат медиумот. Така. Темпорари се. 2-3 години ќе бидат актуелни, после више не се. Меѓутоа трендот е тој. Тоа што е безвременско си останува. Тоа е нереално во секој случај. Еве имаме
ајде необичните луѓе, али има доста селебрити кои што сите се трудиме да изгледаме како нив, а во реален живот не изгледаат така. Кога ќе ги погледнеш од друга страна, тие се сосема нормални луѓе како и сите ние. Така, затоа и зборував со вас за делот на споредувањето, особено кај младите генерации. Да, влијае, во секој случај влијае и сите ние на некој начин бркаме да изгледаме некако поинаку од тоа што на вистина сме и не знам, забораваме дека сепак сме луѓе нормални од крв и месо сите и живееме во еден нормален свет, нема потреба да изгледаме поинако. Не знам, убавината веројатно доаѓа и од некои други работи, не само од физичкиот изглед. Па тоа е дел од нивната желба да се представат во друго светло и не они. Треба да научат да видат такви какви што се. Па мислам дека веќе сме во такво време каде што е факт дека како поминува времето, како поминуваат годините, се повеќе и повеќе живееме во такво општество каде што сите користат филтери. И сметам дека можеби сите и се навикнавме на тоа. И факт е дека некогаш можеби нема да се препознаеме ни со други баш поради филтерите. Така да сметам дека можеби би можело на некој начин да се избегнуваат, да биме колку што повеќе поприродни. Ама факт е дека тоа премногу доминира и сите ги користат, така да треба да се соочиме со реалноста. Не се реални, ама се улепшаваат. И јас ги користам некогаш. Значи, тоа според вас е нормализирано? Па тоа е како, не знам, Фејсбукот не е толку според мене некоја сериозна социјална... Инстаграм, Фејсбук. Да, чисто да се забавувам ми е работата, да ставам некоја слика таква која што не е реална и значи не мора да биде тоа реално нешто како профил на за вработување или слично.